Пред само 10 минути кога дадав соодветна се надам најава на можеби денешниот петок, Симон веќе го на линија, меѓутоа би сакал само да дадам најава за оние кои што можеби сега не се вклучувате на Телма дека денес македонската поп атракција Дупер настапува во култниот Орто бар во Љубљана, каде словенечката публика ќе има можност во живо да ги слуша некои од нивните најпрепознатливи хитови. Настапот ќе се одржи во рамки на 26-тото издание на Орто Фест. Дупер најавуваат едно незаборавно шоу и исполнета вечер со добра енергија како што се нели и момците сами по себе. Ова е всушност и соодветна најава за оние кои што нели не гледаат, меѓутоа секако нема само за настапот на Дупер, туку ќе збориме секако и за Орто Фест, Орто бар во Љубљана, кој што представува еден од најкултните простории за алтернативна и урбана музичка сцена во регионот, основа некаде во 94-та, што според оние податоци можеби кои што ги најдов, и препознатлив и понатаму по својата автентична рок-н-рол енергија, која велат со текот на времето се прошири кон различни жанрови, од метал, панк до електронската музика и секако диџеј културата во Љубљана. Во концертите и секако оние концертни простори низ годините настапуваат и јадници артисти од целиот свет, што го прави значајна точка за живата музика во Словенија. Нашиот Симон Симонски, кој што утрово ни се јавува токму во живо од Љубљана, од Словенија, кој што е всушност и промотор и на некој начин соработник до нашите нели музички културни установи и артисти во случајот, успева да ги букира и овие наши артисти и да искористи можеби своето знаење и работа некогаш од Македонија токму на друга географија. Па така што ќе го поздравиме утрово од живо од Телма телевизија. Симон, добро ни дојде вака физички виртуелно на фреквенција на Телма телевизија. Како што спомена, ова се часови кога и ти најчесто се подготваш за своите работни активности, меѓутоа ќе ти одземеме само некои 10 минути, 15 на секако да понудиме одговор за сите оние кои што можеби прашуваат што е прво Орто Фест, што ќе се случи можеби со оваа нова календарска година и дали Дупер можеби е само првото име кое што ќе имаш прилика да ги донесеш за словенската публика. Добро утро. Ви се јавам точно од Орто бар како што најави, што вечерва ќе настапат Дупер. Односно на Орто Фест, како што добро го најави, е од најкултните фестивали, мислам, бендовски фестивали во Љубљана, заради тоа што во Љубљана бенд културата е на доста високо ниво. И се јавувам, мислам, за најава за вечерва, за тоа што вечерва ќе настапат тука на Орто Фест Дупер, кој што добро ги најави се едни од најмоментално популарните бендови кај нас. Имено на Орто Фест годинава ќе настапат и доста други регионални познати артисти, како што се Рамбо Амбадео, Скуало у Словенија познати Леополд I и нашите Дупер кои што ќе бидат супер надополнување за Орто Фест. Јас како организација сум дел од, мислам, преку Дупер сум дел од Орто Фест, но секако годинава која што таа организација е се уште млада, уште малце ќе биде една година, значи се почна минатата година. Имено во Словенија не сум и толку долг период, сум негде 2,5 години, така до 2,5 години, една година веќе се пробувам да промовирам и да организирам таа култура, да проширам таа македонска култура тука во Словенија, заради тоа што нели како што се знаеме, секој некој познава дека живеат доста студенти македонци, луѓе македонци кои што се и они заслужуваат да можат да им е достапна таа наша култура, да слушаат, да гледаат, така натака. Годинава се спремаат, веќе се потврдени уште 2 други настани, кои што се уште не можам да ги објавам, но набрзо ќе бидат објавени. Сега ако се спрема уште еден, така да сигурно имаме уште 3, па се надам и многу повеќе. Прекрасно. Сосема мислам дека соодветен пример ова што го имаме утрово, баш така како добро личи кога најавуваш од Орто бар, локацијата каде што вечерва ќе настапуваат. Симон, барем според оние податоци кои што ги читам, вели од оваа сцена произлегуваат навистина добри фестивалски ноки. Орто Фест вели фестивал кој што се одржува од 99-та и најчесто во овие пролетни месеци и трае речиси цел месец, нудејќи богата програма вели со домашни и странски изведувачи и затоа, како што ти ми спомена и од разговорот, вистина Орто Фест представува еден од најважните клубски фестивали во земјата. Инаку, ако сакаат подетални информации, ќе може да го посетат секако
на Инстаграм вашата платформа Night Shifts, концерт кој што ете вели на доцни, често тематски и диџеј вечери, афтер парти наставни кои што го задржуваат пулсот на градот до раните утрински часови, па тука знаете баш интерактивно да комуницирате со публиката и да ги најавувате овие концерти. Еве, велиш ти 2,5 години, меѓутоа значени календарски години и затоа вистина ќе ти честитаме што успеваш и на друга географија во светот и нам доста позната Словенија, некако ни е тука и блиску до срце што се вели, па добро што ги користиш можеби твоите амбиции да ја промовираш македонската култура, во случајот и македонската музика да може да се слушне и во други делови. Вистина правиш промоција на истата, не е само нели да се слушне денеска на радио, на телевизија, туку и да се слушне во живо. Така што вистина секоја чест. Да, Night Shift Events има самата организација има слоган забавни мост меѓу културами. Тоа на словенечки значи мислам се разбира на македонски, забавен мост меѓу културите. Идејата е за сега сме македонските артисти во Словенија, но понатаму идејата и словенските артисти во Македонија. Така да се работи на тоа, нормално треба помине некој време за и публиката да вирува, да се створат контакти, да се направи план на подолгогодишен период, така да се надам ќе се тие планови ќе се остварат. Има добар одзив на сите настани до сега, верувам дека и понатаму ќе има. Се трудиме максимално креативно да ги известиме, да ги представиме најдобро светло артистите, зашто нормално тоа и го заслужуваат. Да. И за артистите некој дополнителен, мислам се жално е да кажеме дека доста луѓе се преселили и живеат тука во Македонија, нели? Ама за артистите наши е доста добра прилика да го освојат уште еден пазар, кој што таа база од македонци кои што живеат тука е за нив супер публика да зборат и да се расшири таа наша култура меѓу исто така и словенците, не само меѓу македонците. Да, претпоставам дека и ти самиот си сведок дека музиката стана многу подостапна. Веројатно нели во минатото ние сме некако нели деца на 80-ти и 90-ти, па знаеме дека во тој период музиката беше повеќе локална, регионална, конкретно кога стана збори за македонската. Имаш чувство дека нели се повеќе последниве години наши македонски музички артисти настапуваат низ европски клубови, па дури и во други континенти, исто како и ти, можеби наши луѓе кои што одлучуваат некој пат животните корени да ги пуштат дури во најдалечни точки, па на тој начин ја промовираат културата и вистина стана секојдневие денеска да слушнеме во случајот дека Дупер утре ќе настапуваат можеби низ Соединените американски држави и така натаму, достапна стана мислам дека светската сцена генерално и за нашите артисти. Да, добро, тоа се и на тоа како вид на транспорт се разви, авиони, подобри автопатишта и така натаму, тоа се исто така допринесува, но како што кажав, мислам дека пред се базата на публика која што возможува еден концерт да биде реално организиран, да има основа да може на која да се организира, па понатаму секој дополнителен проект кој што ќе дојде ги слушне Дупер е дополнително ширење на таа нивна музика, нивната идеја и така натаму. Да, инаку пред не повеќе од 2 дена тие го промовираа новиот сингл и велат едва чекаме сега да го споделиме и со тамошната публика. Вистина Дупер има, како што кажа и ти, својен автентичен генерацијски пулс и во случајот претпоставам дека и оваа енергија се препознава и во Љубљана, а инаку колку публиката таму е поразлична од она што имаш прилика барем во овие 2,5 години да го забележиш. Повеќе се слуша, помалку се суди, каква да речеме самата слушателска публика и публиката што доаѓа на вакви настани? Па сега ако споредуваме настани кога што настапуваат македонски артисти, во главно се македонци нормално. Па седиш на влез и гледаш како се луѓе влагаат натре, е баш мислам убава слика да видиш колку студенти, млади, едуцирани луѓе се живеат тука и колку доаѓаат на тие концерти, баш тоа радува до некој степен. Дали се суди, не би рекол, баш мислам дека се во Љубљана поотворени заради тоа што како што реков, да, бенд културата е многу развиена. Од помали концерти, поголеми концерти, баш тоа во Љубљана е познато за сите тие вениус каде што настапуваат најразлични артисти. Така да мислам дека многу поише има простор за експериментирање и различни настапи на различни бендови и артисти. Да, инаку Симон, Ортофест и Ортобар е некако кога ги читав генералиите и всушност значењето на оваа сцена и платформа, каде што си ти во моментот
и стациониран, имам нешто чувство дека како наш МКЦ можеби или нашиот лабораториум, баш таква или јавната соба, паблик рум, каде што често пати Скопје знае да ги најубавите настани, каде што всушност и Дупер имаат прилика да имаат и настапувано во минатото. На тој начин некако тоа е духот можеби на самиот Ортобар и Ортофест. Не е толку големо вењу. Поише сите мислам доста луѓе го имаат слушната Кино Шишка. Кино Шишка е некој еквивалент на нашата МКЦ. Аха, така. Но Ортобар за тие што се сеќаваат од Старо Скопје, мислам Старо Скопје. Не е толку Старо Скопје, е Кастор. Тоа е Кастор каде што Кастор каде што имаат настапувано многу бендови, имаше супер енергија. И стварно еден клуб компактен каде што имаше супер, мислам, опремен доволно за да еден бенд добро се истакне со висока бина, со сите потребни ствари кои што се потребни бенд да направи добар концерт. Како е за тебе животот генерално, кога сме на веќе на линија, тоа е сакам да те прашам, веќе 2,5 години гледам можеби со овие конекции дека некако се адаптираш можеби лесно. Не сме имале прилика можеби вака физички да се запознаеме, ама ќе имаме прилика, се надам, кога ќе ја посетиш и македонската престолна, поточно на Скопје. Меѓутоа, како е генерално животот за младите? Кои се збиднувањата најчесто во Словенија, во Љубљана? Животот за младите, зависи кога ќе доеш во Љубљана. Сите зборат дека во Љубљана нема толку случувања како што има во Скопје, кои што ние сме навикнати на тие случувања, но со секој ден да си буквално ќе речем надвор на улица и да се случува нешто, секако дека не е тоа пример, но со сите услови кои што ги нуди Словенија како држава, не само Љубљана, посебно за студентите, приликите за кариерен развој, за едукација и така натаму, им прави да се чувствуваат добро и да гледаат дека има прогрес во нивниот живот. Како што реков претходно, концерти и во тој стил настани има многу. Секојдневни случувања по кафичи и ресторани, односно кафани нема, но има некој друг стил кој што е интересен за студентите. И исто така локацијата, географската локација на Словенија е многу интересна. Тука е близко Хрватска, Италија, секој викенд патувања се достапни многу и тоа прави една друга перспектива да е интересна за живот тука. Да, јас морам да признам дека пред не повеќе од 3 месеци имав прилика за прв пат да ја посетам Љубљана, поточно Словенија, и едно што нели ме фасцинираше и восхитуваше тоа дека буквално сам пешачев по улиците, бидејќи бев со нели група на пријатели, па секако имавме еден ден слободен за активности, шетајќи, ја само забележав една кроткост и мекост, луѓето постојано некако спортуваат, џогираат, користат нели велосипед како главно превозно средство, па дури нели самите можеби на моменти електрични тротинети кои што се помалку достапни, меѓутоа не забележав толку многу речиси воопшто билборди, нешто што ти прави дистракција, не забележав казина, спортски облажувалници, туку многу културни збиднувања. И тоа се велам толку нели неколку километри од нас, меѓутоа една толку рафинирана и мирна една култура помеѓу заедницата, што вистина се почувствав дека вистина човек може да пушти корени и да се чувствува некако безбедно, безгрижно, мирно. Претпоставам дека тоа и тебе ти донесе некаков чувство на... Ја тоа сите кои ќе ме прашаат како е животот, секојдневниот живот во Љубљана, викам единствен стрес кој што го доживуваме кога идам на работа. Додека идам на работа, дека се враќам, нема стрес. Тоа е многу важно исто така, кој што претходно искрено не бев свесен дека бидам цело време, ама кога се преселив тука го сватив дека уствари било дел од мојот живот. Јасно, како не. Се дружиш вака, има доста многу наши луѓе, студенти, што велиш, млади луѓе кои што сакаат на некој начин да придонесат во случајот и на ваков начин како ти што тоа го правиш за македонската култура. Се спои брзо со можеби наши луѓе таму? Да, значи секој што доаѓа има некој познат контакт од природата, што стварно е голема популацијата на македонци во Словенија. Да не речам, можеш да се направиш одма друштво од македонци кои што претходно си ги знаел, но сега се склопили живеете во Љубљана. Морам да напоменам исто дека ние како студентите се исто добро организирани, македонска студентска организација во Љубљана во Словенија е исто организација која што се труди да ги пренесе сите информации за студентите, да бидат спремни, студентите да бидат спремни кога доаѓаат тука во Љубљана во поглед на факултет, смештај, живот и така натака. Ние баш се работуваме со нив во најава, во сите настани до сега, во иднина.
Така да постојат, македонци се супер организирани, постојат, не мислам нормално кои секоја држа на различни Facebook групи кај што се сите достапни информации. Постои македонска црква во центарот на Љубљана, така да баш е македонската заедница добро организирана и добро прифатена, морам да кажам. Да. Споминавме на самиот почеток дека Ортофест, ова 26-то издание кое што датира од 99-та и трае баш во овој пролетен период, на почетокот календарски на пролета. Ако веќе одлучиме, можеби да ја посетиме словенската престолнина, односно Љубљана во овој период, што би препорачал или да речеме во овие речиси 3 години живење твое токму во овој град, што би дал да речеме како датум, време, место, можеби за оние кои што сакаат да направат еден можеби мал викенд ескепизам? Викендов точно се случува Планица. Планица се ски скокови кои што се... Да, ски скокови Планица. Тоа е еден легендарен настан во Словенија, кој што они се познати, моментално се на врвот на табелата и во женска и мажка категорија, ќе бидат најверојатно шампиони. Еднашка бев на тој настан, значи како организирано тоа стварно секоја чест. Од Љубљана тргаш, се качуваш на воз, стигаш до таму, нема никаков проблем во однос на паркинг, може да се напиеш некој пиво, не е проблем, затоа што секако ќе сидиш со воз, се е добро организирано и стварно една добра атмосфера која што ја представува таа спортска култура Словенија. Така да ако доаѓаат во овој период дефинитивно е Планица. Некои други настани што со тој тип се Лашко фестивалот, кај што е пиварата на Лашко исто. Качуваш во воз, директно стигаш на фестивалот, немаш проблем за паркинг, ниту за организација за кола, кој како ќе иде. И други настани кои што се музички е доста интересен елемент, кој што доста македонци секоја година го посетуваат во Кино Шишка во февруари. Што знам, тоа се некои така интересни настани кои што сега прво ми баѓаат на памет. Супер. Во моментот претпоставам дека Словенија станува зелена, каква што е препознатлива и го држи местото на пиедесталот како една од најзелените европски земји, па така што мислам дека и тоа особено е убаво предизвик да се прочета, нели, и покрај другите локации и островот Блед, така што верувам дека ќе биде искуство за многумина. Симон, од се срце ти благодараме, уште едно потсетување. Вечерва Дупер е помеѓу првиот бенд, како што велиш, неколку ќе има настани кои што ќе ги организираш. Нема да откриеме, само ќе прашам дали сензибилитетот на оние следни концертни датуми кои што ги најавуваме ќе бидат нешто слично по сензибилитетот на Дупер со оглед на тоа дека самиот Ортофест е препознатлив по таа алтернативна сцена. Има два бенда, еден поп артист, така да не е само концентрирано на бендови, тука е и стендап комедија, значи се што е врска со македонската култура, така да. Супер. 20 часот, претпоставам дека вечерва е концертот. Еве за оние кои што можеби ќе го гледат и ќе го споделат линкот како и ти можеби на денешното твое појавување на Телма. Капацитетот колкав е можеби нели за посета? Капацитетот е 400 луѓе. 400 луѓе, така. Да, до сега е добра продажбата, до вечер се надам дека ќе бидеме блиску до распродажба концертот. Да, еве ќе потсетиме за сите дека покрај нели големите датуми кои што ги најавуваат Дупер годинава, секако е и големиот датум во текот на месец август, кога нели тие го најавија всушност и големиот концерт под отворено небо во Античкиот театар. Благодарам уште еднаш, ти благодарам што одвои време пред работните активности да се вклучиш на фреквенција на Телма. Уживај максимално во оваа нова твоја фабула во животот ти и секако во следна прилика најавуваме следни датуми, а и те чекаме во студио на Телма. Фала ти. Фала што се јавивте и фала што ми одвоивте време да исподелиме сите информации од Љубљана и голем поздрав. Голем поздрав.